не знам дали сте забележале некој пати, дека колку повеќе знаеме за некој во Библијата, толку повеќе ги знаеме неговите слави и јаки страни, неговите пропусти и грешките што ги направил во животот. Не знам дали сте забележале, ако ви текне на Мојсей, имаме многу опис за него, има многу јарни, ами погрешни работи што ги читам. Кога ќе погледнете апостолите, например, за некој од нив знаеме малку повеќе, за некој знаеме малку помалку, за некој како Јаков и Јован, например, знаеме дека беа наречени синовите на громот. Знаете зошто? Ти беа решени оган од небото да викнат и да изгорат на цело село. Тука беше. Од друга страна, во Библијата има многу луѓе кои се дефинирани со едно зборче, со две зборчиња. Например, ќе прочитате за еден Симон лепрозниот или губавиот. Кога Исус вика го исцели. Исцелен, ама сепак Симон лепрозниот. Раав. Како ја знаем? Блудницата Раав. Петар, Симон, Петар. Има мнозина кои ги знаеме по нивниот прекар или по она што Библијата сакала да ни го открие за нив. И реално, ако ги погледнете 12 ученици, јас не знам ако седнеме сега еден краток тест да направиме прво, дали можеме да ги наброиме сите. Колку од вас ќе може да ги набројат сите ученици? Петар, Јаков, Јован, Андреј, Филип, Вартоломеј, Јуда Алфеев и така натаму ако почнем. Колку знаете за Вартоломеј? Кој од вас чул воопшто дека Вартоломеј постоел и ако го сретнете да кажете овај апостол Вартоломеј направил ова или она или нешто важно? Не знаеме. Ама што му е името во Библијата, сигурно имало нешто кое го направил и кое вредело за Господ и за неговото дело. Тоа е вистината. Ако дела апостолски се пишуваше денес, а всушност реално да зборуваме и се пишува, бидејќи тоа е делата на Божиот Свети Дух преку апостолите и нивните следбеници, како ќе биде твоето име запаметено? Сакам на тоа да размислуват. Генерации после вас кој ќе им текне на некој, вашите правнуци, ако Господ ви ги даде, и да им текне да кажат за тој и тој човек, како ќе го запамтат? Дали ќе можат за еден-два збора да го дефинираат? Ние имаме еден човек во Библијата кој е наречен Тома. И тој човек е дефиниран со една реченица. Целиот негов живот беше издефиниран заради само една реченица, заради пусти 2 стиха во Библијата. Тоа е реалност. И затоа го викаме до ден денеска неверен Тома. Ќе видиме зошто го кажувам ова, ама ќе погледнеме малку повеќе во Библијата, не само за него, него да видиме, да се споредиме со него и да го споредиме него со сите останати околу него. Дека знаете, многу е лесно кога ќе се споредиме со некој да кажеме тоа е таков. Ајде да видиме какви сме, пак ние да почнеме од тука. И кога ќе кажам Тома, не зборам за онај Тома за кој го спомнува таму да Винчи кодот на времето, што го спомнува и она Евангелие според Тома, што е не Евангелие, нема врска со Евангелие, ни по структура, ни по ништо. Не зборуваме за тоа. Зборуваме за онај Тома за кого Библијата ни кажува доста ствари. Евангелие според Јован, 20 глава, од 19 до 29 стих. Тоа ни е основниот текст за денеска. Јован, 20 глава, 19 до 21 стих. Библијата вели вака. А вечерта во истиот ден, првиот од седмицата, кога вратата каде што беа учениците негови собрани беше затворена поради страф од јудејците, дојде Исус, застана насреде и им рече: мир вам. И ово што го рече им ги покажа рацете и нозете и ребрата своји. Се зарадуваа тогаш учениците штом го видаа Господа, а Исус пак им рече: мир вам. Како што ме прати Отецот, така и јас ве праќам. И кога им го кажа ова, дувна и им рече: примете Дух Свети. На кој ќе им ги простите гревовите, ќе им се простат. А на кој ќе им ги задржите, ќе им се задржат. А Тома, еден од 12 наречен близнак, не беше со нив кога дојде Исус. Другите ученици му рекоа: го видовме Господа, а тој им рече: додека не ги видам раните од клинците на рацете негови и не го ставам прстот свој во раните од клинците и не ја ставам раката своја во ребрата негови, нема да поверувам. А по 8 дена учениците негови пак беа собрани и Тома со нив. Дојде Исус кога вратата беше заклучена, застана меѓу нив и рече: мир вам. Потоа му рече на Тома: дај го прстот свој овде и види ги рацете мои. Дај ја раката своја и стави ја во ребрата мои и не биди неверлив, туку поверувај. Одговори Тома и му рече: Господ мој и Бог мој. Исус му рече: Тома, ти поверува затоа што ме виде. Блажени се оние кои не виделе, а поверувале. Јас верувам дека е многу познат текст и бидејќи е многу познат, знаеме да го претрчаме.
како и многу други познати работи во Библијата. Сакам да ја видите сликата. Исус умре, воскресна, учениците се се уште скриени, се плашат од евреите. Нормално, им беше страф. Сега не им се само евреите непријатели, сега им се и римјаните непријатели. Тие губија Христос. Сите собрани на купче, скриени и се плашат за собствениот живот. И кога ви е страф, кои луѓе се собираат заедно? Оние што ви се најблиски, оние што ги знаете, оние со кои може да општите, да бидете сигурни со нив. Некои од постарите ќе се сетите во времето на социјализмот кај нас. Ајде, не беше комунизам, а беше социјализам. Во социјализмот, што правеше црквата? Затворена внатре во себе си беа. Јас памтам кога се прави евангелизациите беа за луѓето кои се веќе од црква. Тие се тука внатре, некој доаѓа и дава евангелизаторска порака. Белки некој од страна ќе влезе па ќе чуе. Не можевме да излеземе надвор, нели? Зошто? Затоа што беше страшно. Затоа што и меѓу тие што беа во црквите имаше луѓе кои пренесуваа надвор на тие што беа уставно речено непријатели на самата црква. Тоа беше вистината. Истото им се случува на овие скриени овде. И ево ти го Тома. Тома, еден од 12-те, наречен близнак, не беше со нив кога дојде Исус. Тома, на асирски значи близнак, исто она Дидимас на грчки. Чиј близнак беше? Да не ве лаже никој кој ќе каже, тој му беше близнак на Исус Христос, па затоа после напише Евангелие. Нема везе. Кој му беше другиот близнак? Не ми е ни важно. Може да му беше само надимак. Не го знаеме ние тоа. Не можеме да кажеме со сигурност, ама де факто не е многу и битна таа работа. Тој не беше со нив, вели. Зошто? Не знам. Може би учениците најдоа утеха во тоа што беа заедно да се тешат едни со други. Може би овај најде утеха да биде сам. Ајте, секој од нас тажи на различен начин. Секој од нас си наоѓа поинаков начин на кој ќе изрази тагата или нервоза или кога има макни тешкотија па сака да се снајде што и да направи. Ама тој исти Тома, додека е тука заедно со нив, кажа нешто, пак ја кажам таа реченица, заради која цела негова репутација поставевме, додека не ги видам раните од клинците на рацете, додека не го ставам прстот во раните од клинците, не ја ставам раката во ребрата, нема да верувам. И сте викат, неверниот Тома. Готово. Говорите. Дали требаше Тома да знае за воскресението на Исус? Требаше. Исус им каже дека ќе воскресне. Дали требаше другите ученици да знаат? Требаше. Но и тие слушна, ама не верува. Ајде, реалноста е таа. И они тука не го знае тој дел. Па ајде, прашањето е ова. Каков тип на сомнеш беше овај? Знаете, тој не се сомневаше во Господ дека постои. Тој беше евреин, кој пораснал во еврејска традиција, кој веројатно бил следбеник на Исус тие 3 години, кој научил многу, кој знаел за Бог и не рекол, абе нема Бог. Не. Ова беше вера на човек, според мене, или сомнеш некој што имаше, на некој кој сметал и религијата го измамила и не сака да биде лековерен. Денеска има луѓе, јас познавам луѓе со кои зборувам често, кои ќе рече, јас си верувам, од црква не ме интересира. Јас си верувам, ама група луѓе кои што викаат еве религијата тргнеа понастрана од мене. Зошто се изгореле од религијата? Имав пример, слушав сведоштво на еден брат од Хрватска, ќе го кажам, од он јавно го кажа, која кажуваше дека се развел од жена му, се сакал да се ожени со друга, отишол кај својот свештеник, римокатоличкиот свештеник, таму, и овој му кажа, што си во брак, веќе не можеш да се развенчаш, нема шанси, готово, освен ако платиш толку. Човекот дигнал раце од таму и првото што го направил, отишол и рекол, барам црква која и верува на Библијата. Нашол црква која верува на Библијата, сега е неверојатен Божи човек. Го разочарала религијата. Колку луѓе тука што седат или што ги познавате биле разочарани од религијата. Не зборувам од верата во Господ, од самата религија. Тука дека биле излажени. Не кем црква, верник сум, ќе ви каже. И сега видите, тој бара многу специфичен доказ. Тоа ме е многу интересен, затоа што стварно треба да му честитам. Вика, еве вака, ајде да се разбереме ние нешто. Јас не знам, нели може Исус би имал близнак, од кај го знам? Може би Исус не е умрел, не знам. Јас знам едно нешто. Еве како се распнува човек. И ако читате историски, човек се распнуваш нели со клинци во рацете, клинци во нозете и поентата е дека не можеш да дишеш. Ќе се подигнеш да земеш воздух, диафрагмата да ја ослободиш, ќе дишеш малку, ќе паднеш и полека се задушуваш.
Ако не се задушиш, ако им е досадно на римјаните, ќе ти ги скршат доле коските на нозете, ќе се смакнеш надоле, ќе се задушиш и ќе умреш. Тоа е стандард. Значи, клинци на раце, нема проблем. Клинци на нозе, нема проблем. Ама викам, сакам да ја видам раната од што? Од копјето. Извинете, ама тоа е разликата помеѓу овој што умре и другите двајца покрај него што умре. Кога ќе го видам тоа, ќе знам дека е истиот тој. Никој од нас не бара во христијанството слепа вера. Никој во вистинското христијанство не вика ти само верувај, јас ќе ти кажам се што ќе ти кажам, ти само верувај тука. Тома не ќе биде лековерен. Ајде го споредиме Тома со другите поврзани со воскресението и да видиме што има тука, што се случува. Погледнете го стих 20 што го читавме. Вратите се назад на текстот. Учениците ги видоа рацете и нозете на Исус. Така? Што бараше Тома повеќе од тоа? Ајде да ве вратам малку порано, да видите нешто што се случи. Во Марко 6:9 до 11. Исус кога воскресна во првиот ден од седмицата и се јави најнапред на Марија Магдалена, од која беше истерал 7 демони. Таа отиде им јави на оние што беа со него и што плачеа и ридаа, ридат, Исус умрел. Но тие кога чуе дека тој е жив и дека таа го видела, што вика? Не поверува. Неверен Петар, неверен Јаков, неверен Јован, неверен Тома, неверен Бартоломеј, неверен Јуда, неверен... Како ви се чини? Не поверува. 12 и 13 стих од Марко. Потоа им се јави во друг лик на двајца од нив по пат кога одеа во село. Овие се во Емаус кога одеа сега. Штом се вратија, ти им кажа на другите, но и нив не им поверува. Веќе има тројца сведоци. Учениците, барем тројца, не им поверуваа. Најпосле им се јави на 11-те кога беа на трпеза и ги укори. Зашто? За нивното неверие и тврдокорност, зашто не им поверуваа на оние кои го видоа воскреснат. Што се буниме против Тома, кој барем си беше рационален и логичен? Кај немам проблем да поверувам во воскресение, ама сакам да знам дека истиот човек што го погребавме воскресна и сакам да го видам со своји очи. Тома не беше со нив. Тома не ги слушна сите овие сведоци како они што ги слушна, а сепак бара многу едноставно нешто, не бара ништо комплицирано. Во Лука 24 глава ќе видите дека не им поверуваа на жените. Жените се врати им кажа, Петар отиде истрча, погледна, се врати празен гроб, вика се врати и не им беше јасно што се случува. И плюс уште двајца на патот кон Емаус и на нив едноставно не им поверуваа. И затоа во 36 до 40 стих од Лука вели додека тие уште зборуваа за тоа, самиот Исус застана сред нив и им рече мир вам. А тие така збунети и уплашени помислеа што дека гледаат дух. Зошто помислеа ти гледаат дух? Ти не веруваа дека воскреснал. Ако веруваа дека воскреснал, ќе рече халелуја, Исус е воскреснал, фала. Но тој им рече што се плашите и зошто такви мисли влегуваат во срцата ваши? Забележете кој доказ им го каже Исус. Видете ги рацете мои и нозете мои, јас сум истиот, допрете се до мене. И гледајте зашто духот нема тело и коски, кој што гледате, јас имам, ако го рече тој им ги покаже и рацете и нозете. Исус ги укорува сите таму собрани горе, 10 луѓе, и плюс тие со нив, вие не им верувате на сведоци, ме гледате мене, не верувате. Сакате повеќе доказ? Добре. Сакате уште доказ дека сум во тело? Дајте ми да јадам. И текнува на тоа. Голема вера. Силна, моќна, јака вера која планини преместува може. Па пак ја ве вратам, во што е Тома полош или поневерен од другите? Ајде кажете ми во што? Сите се сомневаа. Всушност, единствената личност во целата историја, во целиот расказ за воскресението Христово, единствената личност која поверува беше Марија. Која беше на гробот? Марија Магдалена. Таа беше единствената што не се бунеше. Ајде го поставам прашањето, на што се заснова твојата вера? Прво, и уште поважно, веруваш ли? Да, верувам. Веруваш толку што си спремен да умреш за таа вера? Учениците во тој момент не баш. Беа скриени, малку подоцна излеговани. Ама во овој момент немаше. Ама тука се случи нешто многу интересно.
Кога Тома се појави помеѓу учениците, Исус му ја дава истата шанса, му ги дава истите докази што ги даде на сите други ученици. Зошто е ова важно? Затоа што кога денес некој ќе каже само Господ сакам да ми се открие, само Господ сакам да ми се покаже и јас ќе поверувам, он вика, јас сум ти дал тебе иста шанса како и на тој што ти сведочи, како и на тие во црквата, како и на сите други. Секој имал шанса пред Господа да го види и да поверува или да го одбие или да го одрече воскреснатиот Христос. Тома не беше со сите, ама Господ вика, ево јас ќе ти дадам уште една таква шанса како што им дадов апсолутно на сите други. Никој не разбра дека Христос ќе воскресне реално. Никој не очекуваше тоа да се случи. И кога ќе се вратиме назад, после во Јован 20, 26 до 28, ќе видиме Тома. Тома дава една страшна исповед на верата. Господ мој и Бог мој. Сега, кога вака читате брзо, многу е лесно го скокнеш, ама имаш човек неверник, имаш човек што ништо не го интересира, додека не видам, додека не пипнам, додека не осетам, и одеднаш дава таква исповед заради која евреите ќе окаменуваат. Не знам дали размислуваме на тој начин, ама таа изјава на верата беше всушност богохулство, ако не е вистина. А за богохулство евреите ги каменуваа луѓето. Сеќавате. И прашањето е зошто Тома успеа или сакаше да даде таква голема исповед на верата. Така голема и силна. Знаете, не му беше него лесно. Затоа што едно време не беше со учениците. Цела недела го немаше пред да дојде со нив и да седне. И сега си мисли, окей, Исус беше човек како мене и тебе. Од кај знаеме дека беше човек? Затоа што умре на крстот. Говорите? Овие викаат дека воскреснал. Ако воскреснал, они имаа видено воскресение, Лазар воскресна, сеќавате? Девојчето воскресна, сеќавате? Синот на вдовицата воскресна, ќе се сетите за времето дека Исус беше жив, ама кој го вршеше воскреснувањето? Исус. Исус е мртов и пак воскреснува. Кој кого воскреснал? Ако Бог го воскреснал од мртвите, тогаш Јован почна да Тома се сеќава веројатно назад на она што цело време се случуваше порано. На сите поуки на Исус. Знаете, апостол Павле се соочи со истиот овој проблем. Тој мислеше дека христијаните хулат затоа што обожуваа некој што виси на крст. Малку ќе ве мрднам во 1 Коринќаните 15 глава. Проклет да е оној што виси на дрво, вика. Тогаш се сретна со воскреснатиот Исус на патот кон Емаус и потоа во Коринќаните, во посланието во 1 Коринќаните, тој дава еден многу интересен аргумент и отприлика оди вака. Нема да навлегувам во тоа, ама сакам чисто за ваше размислување. Вика вака: ако е проклет оној што умира на дрво, а Христос умре на дрво, пак воскресна, жив ми се јави, тогаш логиката е според апостол Павле дека Христос не умре за својот греф. Значи мора да умре за нечи тој греф. За мојот греф и за твојот греф. И ако тоа се случило, тоаш мојата реакција мора да биде или ќе биде Господ мој и Бог мој, или ќе се тргнам од него и вечно ќе бидам без никакво спасение. Тука. Единствената логика беше таа што христијаните ја дават и за апостол Павле. Христос умре, ама не за своите гревови, туку за моите и твоите. И затоа, кога Тома се појавува и вика Господ мој и Бог мој, тој слуша што вика. Кажува она што не можеше, а да не биде вистина. Како и да го завртите, нема да навлегуваме во тоа, не можеше, а да не е вистина, бидејќи тој бараше доказ, кој доби доказ. Што сакаш повеќе? Јас сум имал колеги со кои сме дебатирали и дискутирале за уште на времето на факултет за христијанството и ќе побара некакви докази и аргументи, ќе му дадеш докази и аргументи за валидноста на христијанството, ќе ќе говорите, ама не верувам. Ти на сила не можеш да го натераш никој. Ама многу е интересно како исповеда самиот Тома. Не вели нашиот Господ, нашиот Бог. Нашата вера, нашата црква, нашата традиција, нашите верувања, нашите обичаи. Не беа вака требаше да биде. Не. Мојот Господ, мојот Бог. Колку и да не сакаме,
мора да се вратиме на фактот дека никој нема да се спаси од е дел од нешто заедничко. Ке се спаси ако тоа стане дел од него, мојот Бог, мојот Господ, оној кој умре за мене. Не за, да, умре за сите нас, ама од тие нас сум јас. Ајте, многу е лесно, сите сгрешивме. Ајте, многу е лесно да кажете, сите сгрешија и сите се лишени од Божјата слава. Сите сме грешници, амин, гото, се е во ред. Јас сгрешив, јас не верував, јас го прекршив Божјиот закон, мојот Бог, мојот Господ, мојот Спасител ме прости. Тука е веќе многу потешко. Под ние многу лесно се криеме и се буткаме кај што треба и кај што не треба. Во приватната форма. Сакам малку за 29-тиот стих да го спомнам тука, заради тоа што е многу важно и знам дека мајка ми, кога зборувавме еднаш, разговаравме на времето за баш за овие текстови нешто беше, вика, знаеш ли ти, прв пат вика кога јас го слушнав овој стих во црква, го слушнав поблажени се тие кои не верува, кои не виделе, а поверувале. И си виках, како може да има блажени и поблажени во небесното царство? Епа нема. Не пишува поблажени, пишува блажени се тие кои не виделе и поверувале. Што значи ова? Не е дека некој има поголемо, негде помало блаженство. Ајде да видиме што точно ова сушност значи овде. Малку. Некој ќе ви рече вака. Ова значи дека е супер да веруваш без да бараш докази. Јас ќе ви кажам дека ве манипулираат. Кога човек треба да верува нешто без да му се даде доказ или аргумент, идејата е сакам да го манипулирам тој од таа страна. Така било пишано, така е традицијата, слушај што ти велам, така прави. Не е вистина. Библијата, да, има еден дел кај што бара слепа вера, условно ако така да го кажа. Ама ние имаме многу аргументи пред да дојдеме до слепата вера. Јас не знам како функционира авион. Знам Бернулиев принцип, нели ги бута крилата од оздола и лета и така натаму. Ама не дебатирам за тоа кога купувам карта. Дали принципот ќе функционира или не. Јас викам, знам дека ова е така. Зошто? Затоа што милиарди сати летале авиони и така натаму и така натаму. Во верата има ствари што не ги разбирам, има ствари што никош нема да ги разбере. Ама тоа не значи дека ние ќе речеме, јас ќе верувам без ништо да сватам, без ништо да разберам. Не. Затоа што таа претпоставка е она што луѓето на улица, дали во Скопје, Куманово, Битола, Велес, Охрид, кај сакате кажете во Македонија, по цел свет кажете ги, ја имаат вика, ти имај си своја вера, јас имам моја вера, нели мојата вера е субјективна. Јас си верувам како што јас сакам. Зошто е ова проблематично? Затоа што не може тоа сите вери да се исти и вистина. И многу луѓе ќе се зезнат. За жал, баш заради ова. Не. Ти имаш вера, јас имам вера, така не сакаме да одим. Вистина е дека верата денеска се смета како субјективен, приватен, личен избор. Јас си бирам како и на кој начин ќе верувам. Ако не сте сретнале такви луѓе, не се дружите. А такви има колку сакате околу вас. Сигурно. Јас верувам одам во недела црква. Супер, одлично. Ти што и јас си верувам. Како на мој начин. Супер, одлично ми е тоа. Прво Коринтијаните многу накратко да го дзирнеме овде што сака да каже. Кога апостол Павле им пишува на Коринтијаните, тоа е загрижено и вика овие почнаа да забегуваат од вистинската вера. И тој вели, ајде да поминеме една логика. Го правев овој муавет пред некоја недела, пред минатата недела со една личност. Јас уживам во Библијата многу често затоа што е многу логична, многу аргументирана книга. Меѓу другото, има и други работи, ама апостол Павле вика вака: ајде да појдеме од претпоставката дека Исус не воскреснал. Важи? Што ќе значи тоа? Прво, никој не спори дека има Бог. Нели? Ни коринтијаните спореа дека има Бог, ни евреите спореа дека има Бог. Тука никој не спори. Првиот проблем е овој, дека сите ние знаеме дека ајде да претпоставиме дека Исус не воскреснал. Што значи тоа? И Павле вика многу просто. Прво, значи дека сите кои сведочат дека Исус воскреснал се лажговци. Сите ние тука сме лажговци. Не ја кажуваме вистината. Второто нешто, ако веруваш дека има Бог, а не веруваш дека Христос воскреснал, се уште живееме во престапите и во гревовите што ги има. Од каде тоа? Па од тука. Ако Христос не воскреснал,
не може да биде спасител, значи мојот греш се уште ми стои, немам простување, патот кон пеколот ми е равен пол. И многу важно, без разлика што веруваш, верата ти е безвредна. Зошто е безвредна? Бидејќи не те носи до спасение. Нема кој да е тој што го заработил спасението за тебе. И уште повеќе на крајот вика, сите што веруваат во воскресение сте зажалени. Сите собрани тука денес што дошле вика Христос воскресна сме зажалени. И гледате која е логиката. Лажеме, живееме во престапи и греови, имаме безвредна вера, зажалени сме. Апостол Павле не запира тука. Вика, ама Исус воскресна. И после дава факти и аргументи. Не верувам, јас не сум сретнал до сега човек кој вика, јас не можам да поверувам во воскресението Христова заради интелектуални причини. Заради морални да, заради етички да, ама интелектуални. Ние интелектуални аргументи имаме еден куп што да му дадеме. И затоа да се вратиме на текстот, 29 стих ќе го разбереме само ако го земеме во контекст на 30 и 31. Кај што вика, Исус му рече, Тома ти поверува затоа што ме виде, блажени се оние кои не виделе, а поверувале, и многу други чуда изврши Исус пред учениците своји. Забележете што не се запишени во оваа книга, а овие се запишени за да поверувате дека Исус Христос е Синот Божи. И верувајки да имате живот во Неговото име. Која е поентата? Ајде малку да го парафразирам ова на начин на кој полесно ќе го разбереме. Поентата е следна. Прво 10 луѓе го видаа Исус воскреснат. Така ли беше? После го вида 40 луѓе, па 500 луѓе, па го вида како се вознеси и си зами. Како ќе поверуваме ти и јас кога не го гледаме Исус? Многу логично за мене, многу убаво, просто и едноставно прашање. Како ние ќе веруваме денеска? Јас не го видов Исус на тој начин како што го виде Тома. Јас не го видов Исус како другите 10 ученици што го видели, тие 500 души што го вида. Јас не верувам дека има тука било кој од нас што го видел Исус на таков начин. Ајде да не зборуваме за оние што имаат видение и визии и го видов Исус, подеше заедно со мене, пешки шетавме и така дали. Тоа не го дискутираме сега. Зборуваме за реално, рационално, да кажеме јас го видов и ми рече ајде доприме, така поверував. Ние тоа денеска го немаме. Да, јас знам оти Божиот свет и други повикува луѓето да дојдат и да поверуваат во Христос како Спасител. Тоа не е спорно. Не ода. Ама Исус како да му вика на Тома, вели вака, Тома, слушај, ти си стварно благословен. Имаше шанса да видиш, да допреш, да провериш и затоа веруваш. Ама знаеш ли дека 10, 20, 50, 500, 2000 години од денеска ке има луѓе кои не ме виделе, кои не ме допреле, кој ништо од тоа ти што направи, нема да направи. Ама знаеш како ќе поверуваат? Како? Ќе поверуваат преку твоето сведоштво. И тука е силата на Господ мој и Бог мој. Ние нема, знаете, ако имавме ние човек на кој Тома да беше некој на кој Исус ќе му учениците ќе му рече: "Еј, го видовме Христос." И он вика: "Супер, кај дај јас да го видам." Ќе ќе го нашле најлековерниот за да потврдат некоја хипотеза, некоја предпоставка. Не. Го најдува најциничниот. Дај сакам да видам конкретни докази за конкретен човек, за едно конкретно дело. Тоа ни е запишано за мене и за тебе денеска, да кажеме тој не се излажа, тој не се прелажа. Исус направи вика многу други работи, ама овие се што? Запишани. Зошто? Затоа што верата доаѓа од слушање, вика Библијата, а слушањето доаѓа од Божиот збор. Не од моето сведоштво, не од твоето сведоштво, од она сведоштво кое нас Божиот збор ни го дава. Овде. Се што беше, се случи порано, тоа е запишено и векови подоцна, мажи и жени, јас и ти, ќе дојдеме до момент каде што можеме да кажеме: избирај. Се има што ти треба да поверуваш или се имаш за да се откажеш и веќе да не веруваш. Јован, ова е уствари Тома, не беше неверниот Тома за кој ние зборуваме. Да не се лажеме. Тома беше ист како сите ученици, ист како мене и тебе. Бараше нешто кој ќе му даде јасна представа за тоа во што ќе го вложи целиот свој живот од сега па до крајот до вечноста. Не знам дали знаете, сите ученици практично освен Јован умреа со маченичка смрт. Така е, тој дел го познавате. Не знам дали знаете што се случи со Тома, кој беше неговиот крај.
Кога некаде во 13-14 век португалци одат во Индија, се чудат што таму налетуваат на христијани. И ги прашуваат од каде христијанството, и традицијата вика дека Тома уствари ја формира црквата. Оди на исток, стигнува до Индија и таму ја формира христијанската црква. Традицијата ни вика дека еден будистички свештеник го прободува со копје додека тој е на колени и се моли. Таму постои споменик. Онаа црква на Мар Тома што ја нарекуваат, да кажеме, некаде. Тома продолжи откако поверува да ја врши работата што Христос и Бог му ја даде да ја завршат. Всушност, пак ќе речем, милиони луѓе денеска во Индија кои велат дека се христијани барем традиционално, доаѓаат од оне кој ние го нарекуваме неверен. Знаете, не е поентата како ќе ве етикетираат луѓето. Нема врска за тоа како некој ќе ве гледа. Она што е важно е како ние стоиме пред самиот Бог. Тој беше спремен да умре за оној кој го нарече мој Бог. И сакам нешто да кажам тука. Секој од нас има историја. Како сум го кажал многу пати, тоа ќе ми извините, пак ќе го повторам. Знаете како ви кажа, секој светија има минато и секој грешник има иднина. Тома, неверниот, се мислеше што да прави и кога Бог му го даде тоа што го бараше, отиде и го положи својот живот за него. Знаете како сакам да завршам? Немојте да дозволите твојот прекар да биде она што ќе ти ја крои судбината и верата. Немојте она како некој ве наракува или заради една реченица, заради едно нешто во животот што сте направиле, целиот живот да си го пропастите. Тома не го направи тоа. Ние не треба го направиме тоа. Ние го имаме Христос, заради кој можеме да застанеме и да кажеме Боже мој, Господ мој и Бог мој. Тоа е она што сакам да го зборуваме денеска за воскресението. Христос воскресна. Ама џабе ќе се радуваме на Христос воскресна, ако нема нешто кое ќе ни го даде секојдневието со него. А тоа е, не биди неверен, како беше, го верувај. Амин.